Караванот на СДСМ во рамки на кампањата со наслов "Повеќе за сите" в сабота одржа трибина во Кочани, на која председателот Димитар Ковачевски се обрати пред присутните во полната сала во Центарот за култура Бели Мугри. При тоа тој нагласи дека токму политиките на СДСМ значат државотворност, повеќе пари кај граѓаните и европска перспектива, и дека е партија која се идентификува со клучните успеси на македонскиот народ и македонската држава. Тој додаде дека СДСМ успеа да направи стабилна, сигурна, слободна, демократска држава со растечка економија, поголеми плати и пензии од кога било порано. Сите ние сме горди на тоа. СДСМ значи еднакви граѓани, значи просперитет, повеќе пари кај граѓаните, значи слобода на говорот. СДСМ значи борба за достојствен живот и најважно значи борба за европска иднина, потенцираше Ковачевски. На трибината во Кочани се обрати и членот на Централниот одбор на СДСМ Љупчо Николовски, кој нагласи дека со досегашните и мерките што ќе следат во наредниот период, актуелната влада покажува дека е искрен и верен партнер на земјоделците. За прв пат во досегашната постапка за финансиска поддршка и орезопроизводителите и сите други земјоделци в понеделник ќе добијат авансни 30% од субвенциите што требаше да ги чекаат во мај или јуни следната година. Поддршката за зелена нафта за 2024 година ќе изнесува 100%, за што се обезбедени 10 милиони евра. Тоа значи дека заедно со сите други земјоделци и производителите на ориз сега ќе добиваат по 3200 денари за хектар. Николовски најави дека во јануари ќе се формира и Сојузот на млади земјоделци, што ќе биде прв случај во регионот со намера да се задржат младите луѓе во државата и во земјоделството.